Добро вечер, добродојдовте во вестите на Канал УС. Американската корпорација Amphenol објави дека ќе гради фабрика во Кочани, во која во првата фаза ќе бидат инвестирани 6 милиони евра и ќе се вработат 1500 лица во првите 5 години. Инвестицијата од Скопје ја обзнанија македонскиот премиер Никола Груевски и подпредседателот на американската корпорација Amphenol и генерален директор на автомобилската групација при корпорацијата Џон Трено. Станува збор за така наречена браунфилд инвестиција со оглед дека новиот погон ќе биде лоциран во просториите на Атом. Во описот на корпорацијата се наведува дека се занимава со производство на електрични, електронски конектори од оптички влакна, коаксијални и гумени кабли и системи за интерконекција. Според плановите на корпорацијата, годинава се очекува да бидат вработени 250 до 350 лица за производство на автомобилски делови, а веќе биле ангажирани 70. Подпредседателот на корпорацијата, Тренор, на затворената средба со премиерот, истакнал дека одлуката за инвестирање во Македонија била донесена врз основа на големиот број можности што ги нуди државата, при што ги издвоил добрата квалификувана работна сила, поддршката од Агенцијата за странски инвестиции и другите надлежни институции, како и поволната бизнис клима. Премиерот Груевски пак изразил огромно задоволство од одлуката на американската корпорација Amphenol да инвестира во Македонија, од каде што производите ќе ги пласира на европскиот пазар. Според премиерот, оваа инвестиција е резултат на владините роудшоуа. Се раздвижува економијата и во Виница. Новите стопански капацитети на домашни инвеститори се очекува да отворат над 100 работни места. Привршуваат работите за изградба на водоводна и канализациона мрежа, поставени се канделабрите за улично осветлување, а заврши и тендерот за асфалтирање на главната улица, која ќе се поврзе со булеварот Крушевска република. Улицата 2008 ќе биде со должина од 900 метри и ширина од 9 метри, а предвиден е и тротоар за движење на пешаците. Сите парцели покрај оваа улица се веќе продадени и наменети исклучиво за мало стопанство. Градоначалникот Емил Дончев рече дека во март се очекува сопствениците да почнат со градба на капацитетите. Веќе се инвестирани 500.000 евра во делот на инфраструктурната мрежа. 2/3 од средствата се обезбедени преку кредит од Светска банка, а другите се учество на општина Виница од сопствениот буџет. Според градоначалникот Дончев, новите стопански капацитети треба да отворат и 100 нови работни места. Индустријската зона во Виница е една од наменските формирани зони со цел привлекување нови инвеститори, а таквата стратешка идеја почна да дава резултати. Станува збор за бројка од околу 13 плацеви од двете страни на улицата. Парцелите на кои ќе се градат капацитетите беа државно градежно земјиште, а се откупени за многу краток период по само 2 огласа распишани откако со земјиштето почнаа да управуваат единиците на локалната самоуправа. Се почести се пријавите во Кочанската полициска станица поради повредени граѓани од домашни миленици. Затоа надлежните предупредуваат дека за собствениците на милениците можат да бидат изречени високи казни. Кучињата скитници повторно се проблем за кочанци, но не само тие, туку и оние што се домашни миленици знаат да нападнат или да ги престрашат граѓаните. Во полициската станица веќе имало неколку пријави од граѓани кои реагирале на однесувањето на домашните миленици од соседите. Се пожалиле дека во нападите од животни биле повредени, па морале да побараат и лекарска помош. Уште поголем е бројот на граѓаните кои биле преплашени од можноста да бидат нападнати, при што најчесто пријавите се однесуваат на деца и малолетни лица. Од полицијата ги потсетуваат собствениците на домашни миленици и кучиња дека при движење на јавни места задолжително треба да ги обезбедат со заштитни маски или корпи и внимателно да ги држат покрај себе. Тоа се однесува и на собствениците на други животни кои можат да предизвикаат опасност за граѓаните. Непридржувањето кон ваквите обврски представува прекршок од Законот за прекршоци против јавниот ред и мир, за што е предвидена и глоба во износ од 100 до 400 евра во денеска противредност. Во меѓувреме и понатаму продолжува беснењето на глутници и кучиња скитници по кочанските улици, кои представуваат опасност за минувачите, посебно во доцните вечерни часови. Советувањата на родителите даваат резултати.
Подобар успех и поведение и помалку изостаноци направиле кочанските средношколци во првото полугодие од учебната 2013-2014 година во споредба со изминатите, покажале извештаите изготвени од страна на стручните служби на двете средни училишта во Кучани. Во гимназијата Љупчо Сантов, успехот во првото полугодие во учебната 2013-2014 година генерално е подобар во споредба со изминатите години. Подобрување има и на поведението кое учениците од година во година го поправаат. Се помалку и бегаат од училиште, зашто покажува намалениот број изостаноци, истакна директорот Лазар Димитриев. За 7% е подобар успехот на учениците во средното општинско училиште Гушови Кентиев во споредба со ланската година. Поведението е подобро и во ова училиште, но останува проблемот со големиот број изостаноци, кој ни за малку не е намален во однос на претходните години. Добро е што не е поголем бројот на изостаноците, туку барем стагнира, рече директорот на училиштето Димче Сребренов и додаде дека постојано се применуваат методи на решавање на тој проблем, кој беше истакнат и од страна на државните инспектори по спроведената интегрална евалуација во училиштето. Конкретните бројки за успехот на учениците засега ќе останат интерно во училиштата, додека не поминат на седница на совет, пошто ќе може да бидат обелоденети во јавноста, рекоа директорите. Според нив, подобрувањето на успехот и поведението на учениците се должи на советувањето на родителите, чии ученици имаат единици, што не се дисциплинирани и што отсуствуваат од настава по долг период. Педагошката служба на училиштето ги вика родителите на проблематичните деца, ако се однесува на успехот, поведението или на отсуството на учениците, и заеднички работат на подобрување на постоечкиот проблем. Тоа значи дека родителските школи даваат резултат и засега функционираат задоволително. Школите функционираат на тој начин што родителите на децата кои имаат повеќе од 3 единици и повеќе од 10 неоправдани доаѓаат на училиште и слушаат предавања од училишните педагози и психолози, кои пак ги учат како треба да постапуваат со децата за да го подобрат успехот и однесувањето додека се во наставата. Родителите мора да одат на советувањата, во спротивно се соочуваат со казни од 200 до 700 евра. По наредба на судот во Кочани, кавадаречката полиција спроведе акција и го уапси 43 годишниот БС од селото Бегниште, познат извршител на кривични дела тешки кражби. БС е лишен од слобода заради издржување на казна затвор во трајање од 1 година и 3 месеци за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Истиот ќе биде спроведен во казнено-поправнијата установа Идризова. БС е уапсен во неговата викенд куќа на Теквешкото езеро. Во акцијата учествувале повеќе униформирани полициски службеници. Една од главните улици во Оризари што некогаш представувала главен влез во населбата се уште чека на доизградба и комплетирање. Жителите бараат локалната власт да ги реализира ветувањата, дека во текот на оваа година ќе добијат асфалт. Општина Кочани не се откажува од барањето начин за довршување на улицата Гоце Делчев во Оризари, откако не доби пари од Агенцијата за поддршка во земјоделството и руралниот развој. Иако беше најавувана како приоритетен проект за асфалтирање, до сега немаше градежни активности. Таа е една од главните сообраќајници што се користи и како влез во населбата. Сега е полна со дупки и кал, па практично неупотреблива при пообилни врнежи. Иницијативи за нејзина изградба имало повеќе пати, а на седниците на Советот се поставувале и конкретни барања. За жал, до сега сите биле без резултат. Градоначалникот да каже дали има шанси да успееме со наши средства или со некои други залагања да видиме и оваа улица како главен влез за во Оризари да биде направена. Ветувачки одговор дојде од градоначалникот Димитровски, при што тој најави дека во план е улицата да се заврши по целата нејзина должина. Значи ќе се продолжи и на југ и на север улицата Гоце Делчев и очекувам дека тоа ќе биде завршено до крајот на 2014 година. Значи оваа година, што не е влезено во досегашните програми целата, беше влезено само еден дел, меѓутоа очекуваме дека ќе добиеме средства за заеднички општината, заедно со средства од владата и од ИП програмата ќе го решиме. Изградбата на дел од улицата Гоце Делчев во должина од 400 метри е отпочната. Извршено е тампонирање, а поставени се и рабници. Тоа значи дека е дојдено до завршна фаза за решавање на проблемот со атмосферската и фекалната канализација.
Останатиот дел од улицата до поврзувањето со патот кон Виница треба да се изгради од почеток. Според градоначалникот Димитровски, во план е изградба и на другата Кејска улица. Имаме најава дека можеме да решиме и десната страна, значи Кејската улица, која што ќе значи решавање на комплетните кејови двата на Оризарска река во населбата Оризари. Иако не беше кажано колку средства се очекуваат да се добијат за оваа намена, оризарци се надеваат дека конечно ќе добијат пристоен влез во населбата. Преку него, освен патничките, без проблеми ќе можат да влегуваат автобуси и други тешки возила. Кочанецот Зоран Ефремов ја доби првата награда на конкурсот што го објави град Скопје за најдобра фотографија. Во силна конкуренција, неговото авторско дело е одбрано како најоригинално и ги освоило симпатиите на жири комисијата. Фотографирањето е хоби со кое Зоран Ефремов од Кочани поинтензивно се занимава неколку години, а инспирација најчесто наоѓа во природата и непосредната околина. Неговата фотографија од Скопје неодамна ја доби првата награда на конкурсот што беше објавен за избор на најдобра фотографија од главниот град. Специјално не одел за Скопје за да одбере локација или место, туку од тоа што веќе го имал фотографирано, испратил на конкурсот. Се надевал дека може да добие награда, но сепак со мал сомнеш. Мајки во предвид на кој начин функционира целата машинерија што е, мислев дека нема шанси да ти кажам. Мислам по квалитетот на фотографиите кои што ги имав дадено таму, пошто не се даваше една, имаше минимумот беше 10, ја мислам дека имав околу 10-15 испратено од тие јас што сум мислел дека може да поминат, нели? На конкурсот учествувале 50 на фотографии, а конкуренцијата била доволно силна. Имам некои од имињата кои што имаат конкурирано таму, знаејќи го и трето наградениот кој што е, се професионални фотографи кои што цел живот се занимаваат со таа категорија или таа дејност и имаат техника страшна, би рекол, нели, што е најпрофесионално што може да се набави. И имаат некои од тие кои што више студирали или некаде на страна фотографија, у тај дел јас сум, еве тука, македонски чист производ, нели, и се најдов пред нив со среќа или заслужено. Тоа подобро може граѓаните да кажат, нели? Ефремов вели дека наградата е само поттик да учествува на слични конкурси. Зашто да не, нели? Тоа е се прашање на тоа колку имаме време, нели, да посетуваме некои локации, колку може да има како на кој начин кажам, да дојдеме до ситуација да имаме идеална светлина, идеална локација, идеална композиција, за да сето тоа кој ќе го пуштиме некаде, нели, да вроди со резултат, а не да биде само ајде да се учествува, значи да учествуваме меѓутоа со намера и да дојдеме до некоја позиција. На пошироката јавност во фотографскиот свет Ефремов и стана познат пред некоја година, кога неговата панорамска фотографија од Кочани на веб страницата Гигапан долго време го држеше првото место по посетеност. Знаеш ли да љубиш е насловот на книгата на Ивана Иванова од Кочани, што на 24 јануари ќе биде промовирана во библиотеката Искра. Книгата е со љубовна тематика и е второ дело на кочанската писателка. Романот е посветен на сите што научиле како се сака, вели Ивана Иванова, писателка на романот Знаеш ли да љубиш, која нескриено се представува како главен лик со споредна раскажувачка улога. Специфично дејствие, кое наметнува широко поле за размислување. Младата писателка во преминот на вистинскиот свет на жената решава да излезе од зоната на комфорот и да тргне во авантура. Ризикува да создаде нов живот со нова љубов во друг град. Реалноста излегува поразлична. Јас како автор на еден начин автобиографски раскажувам приказна дел од својот живот, во кој што значи самото име кажува доста за што се работи. Знаеш ли да љубиш? Едно големо прашање кое што сите си го поставуваме или треба да си го поставиме, да се запрашаме дали вистински знаеме што е тоа љубов и како треба да се однесуваме спрема неа, дали колку треба да ја сватиме сериозно, затоа што според мене и моето мислење љубовта е едно мало дете на кое што треба да му се посвети посебно внимание, посебна нега, да се однесуваме внимателно спрема неа и најмногу заради тоа да бидеме среќни. Знаеш ли да љубиш е нејзина втора книга. Првата е Читај ми ги мислите, издадена во 2012 година, која е повеќе филозофска.
Инспирацијата ја црпи од животните ситуации, како и од досега прочитаните книги. Главна инспирација и се делата на Пауло Коелјо, кој според Иванова, филозофски и романсиерски, добро ги опишува животните ситуации. Издавач на книгата е клубот Матица, а рецензент е ветеранот во македонската книжевност Паскал Гилевски. Книгата ќе биде промовирана на 24 јануари, петок, во 17 часот во библиотеката Искра. Ева на Македонија ги известува граѓаните дека ќе има прекин во снабдувањето со електрична енергија во Кочанско. Без струја в среда 22 јануари ќе останат корисниците од селата Прибачево и Градовци. Прекинот ќе биде во периодот од 9:30 до 15 часот и 30 минути. А како што информираат од Евана, тоа е заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија на корисниците во тие реони. И за крај информацијата од спортот. Слога 1934 со нови засилувања во пролетниот дел од првенството ќе брка титула во третата Лига Исток. Промени има и во стручниот штаб на екипата. Слога 1934 е решена да направи се за да ги искомпликува плановите на водечката Брегалница во пролетната полусезона. Клубот се засели со голманот Никола Трајков и напаѓачот Блашко Ѓоргиев. И двајцата СМВ настапуваа во дресот на Чешиново. Во план се уште неколку засилувања. Во Слога 1934 дојде до промена и во клубското водство. Столе Ѓоргиев беше прекадруван во младинскиот погон, а виничкиот третолигаш од клупата ќе продолжи да го води Благојчо Димитров. Подготовките ќе започнат од сабота, најправин со кондициони тренинзи на стадионот и во спортската сала, а посериозно на тренажниот процес ќе му се пристапи во Трајавна Бугарија и Апатин Србија. Предходно трансфер од екипата на Чешиново во Осогово направија Мирче Натков, Стојан Чоманасиев, Дејан и Сашко Манчевски, а кочанскиот третолигаш ги ангажираше и Славче Петров и Владко Нанев, фудбалери на второлигашот Борец, кои истовремено ги бранат боите и на Велес во првата футсал лига. Вестите на Канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Пријатно!